Фудбалскиот шампионат на Југославија, за разлика од минатите години, овој пат почнува нешто порано, речи си 30 дена порано. Топката ќе тргне од центарот, ќе почне борбата за прволигашките бодови. Вардар, знаете, по 3 години повторно е во прволигашкото друштво, а тоа беше повод и за разговор со првиот човек, со кормиларот на вардарците, Стјепан Бобек. Другар Бобек, какви се шансите на Вардар во годинашново првенство? Па, искрено да вам кажем, да веруjem da se neće više desiti takva situacija kao što je to bilo prethodnih godina. Vardar je igrao često puta u drugoj ligi, vraća se u prvu ligu. Ja verujem, kako vidim situaciju, da su svi zainteresirani, da ceo grad je spreman da pomogne Vardaru i ja mislim sa ovim pojačanjima koje smo dobili prije nekoliko dana, da ćemo biti jedna čvrsta ekipa koja neće doći u situaciju da se bori za ispadanje u drugu ligu. Минатата година, во истото ова време, кога дојдовте во Вардар, на истиот овој терен, водевме еден разговор, рековте дека Вардар ќе биде сигурно прв, прогнозата се исполни, Вардар го освои првото место во втората лига. Сега, како што можев да забележам, вие сте оптимисти, може да остане, па отприлика, дали можете да го прогнозирате пласманот на Вардар во прволигашкото друштво? Pa pazite, teška je, ja sad u stvari ne znam dobro situaciju u prvoj ligi. Ja sam bio 4 godine odsutan i nisam imao mogućnosti da pratim celu prvu ligu. Ali ja ono što je najvažnije za nas, da u ovoj prvoj godini uradimo sve da se odmaknemo od ova zadnja 2 mesta. Ja mislim da ćemo mi da uspijemo u tome. Ja mislim da je to, a teško je prognozirati koje mesto, ne znam još, moramo da vidimo. Rijeka je првиот противник в недела, па каков исход прогнозирате? Pa ja znam, gledao sam preko televizije Rijeku, ona je ostavila vrlo dobar utisak, igraju pametno, inteligentno, taktički vrlo dobro i oni su bili tradicionalno težak protivnik koliko sam čuo u Vardaru. Ja se nadam, mi svi treneri koji igramo na domaćem terenu, mi smo veliki optimisti. Ja se nadam da, iako su oni bolja ekipa od nas, imaju više iskustva, ali ja se nadam uz podršku naše verne publike da mi možemo napraviti jedan dobar rezultat i da osvojimo 2 dragocena boda. Другар Бобек, многу успех во новото првенство. Hvala. Hvala. Другар Божиновски, одлично ја познавате ситуацијата во првата лига, ги познавате квалитетите на тимовите. И сега дали можете да кажете дали овој Вардар има веќе некоја прволигашка физиономија, особено кога се знае дека во преодниот рок се засиливте со неколку играчи? To je točno, nije vo prirodni period izvršivme jedna selekcija, odaјки na тоа da vo našet klub donesem igrači koji ќе ни овозможат да во ова прволигашка конкуренција бидеме успешни и да можеме да постигнеме резултати кои се очекуваат од нас. Тука пред се, почнувајќи од голманот Симуновиќ, кој што и на надпреварот со Трепча во Скопје ги покажа своите квалитети, не е потребно да истакнам неговата вредност, враќањето на Мутибарич последен подолг временски период. Сигурно дека ќе учини една конкуренција кој од нив ќе биде подобар, тој и ќе брани. Во бековската линија ја засиливме со Банковиќ, агресивен, снажен играч, кој што е и олимписки репрезентативец, и со Коцев, чинам да овие двајца треба на одреден начин да и донесат на екипата една жустрина, оштрина, посебно од страна на Банковиќ една агресивност. Вклопувањето нивно сигурно нема да биде лесно, бидејќи од постојните играчи има конкуренција, кој од нив ќе успее најбрзо да се вклопи, тој и ќе и настапува. Битно е дека има една квалитетна конкуренција. Понатаму, што се однесува до напаѓачите, ги имаме Паловиќ, изразит гол играч, центарфор, така да можни се и покрај постојните наши напаѓачи, можни се одредени комбинации со Глигоровски на крилна позиција, со Павловиќ, со Маневски, така да и на тој план во селекцијата одевме да не останеме на 1 и 2 играча, меѓутоа да имаме квалитетни конкуренции, квалитетни играчи во својата средина и на крајот е тука и Најдов
igrač od najnizog rang, da rečem, koji što igra u Republička liga. Međutim, novija kontrolna nadprevare pokaža odredeni kvaliteti, stekne odredeni simpatiji i znajkija negovata upornost, mislim da kad treba odredeni korekciji vo negovata igra, međutim upornost negova i želbata sigurno ćemo doprinese da on nivo prvoligaška konkurencija se iskaže. Želbата на Вардаровите навивачи се исполни и Мути Барич по 4 години е на голот на скопскиот прволигаш. Драгане, како се чувствувате во овие моменти? Radostan sam u ovaj moment, oti najzad mi se ostvari želba posle SR Nemačka, Germanija, pa da dojdem u Vardar. И што мислите, какви се шансите на Вардар за опстанок во првата лига? Pa možem da kažem da kak je bude mnogo teško, ali ipak su ovo igrački kadar, nadam se da ke ostaneme u liga. В недела ве очекува Риека, овде во Скопје. Ja mislim da kak je to bio najtežak naš protivnik u ovoj jesenji del. Oti ušte ne sme uigrani, ima mnogo povredeni igrači, ali ja bi bio lično zadovoljan ako bi uzeli i jedan bod, s obzirom na site povredi. Орце Најдов, засилувањето на Вардар беше еден од позабележителните на тренинг над преварите, на оние средби што ги одиграа скопските фудбалери пред почетокот на првенството. Дојде од Вардар, од Неготино, значи од истоимениот тим кај што игра сега. Па сега кажете ни каква е разликата меѓу тој Вардар и овој овде? Па разлика нема многу. Едино малце повише тренинг со тренизите, другото е речи се исто вака. Како ве прими оваа средина овде? Па јас овде добро сум примен, бев и на Кварнешката реви и затоа немам некои поголеми проблеми. Мислам, Со вардарците сте стар познани, а сега кажете ни во оваа сезона што доаѓа, дали ќе има голови, дали може да очекуваме вие да бидете стрелец или да подготвите шанса за вашите соиграчи? па важно е да победуваме сега, а голови тоа ќе идат постепено, ќе има. Вообичаено прашање пред почетокот, особено кога се работи за Вардар, дали ќе остане во лигата или пак ќе биде тоа тешко остварливо? Па со овие засилувања би требало да остане Вардар. Има и така добри играчи. Мислам нема што да се плашат публиката за испаѓање. Играчите важно ќе се залагате, ќе играте. Па тоа сигурно чим се дошле мора сите да се залагаме. Ванчо Трпевски во минатата сезона имаше мощна значајна улога во Вардар. Тој беше оној од тренерите што одеше да ги снима противниците, да пренесе како играат, а според тоа како да игра и Вардар. Другар Трпевски, како ќе биде во оваа сезона што доаѓа? Прво јас сакам да изразам желба дека и надеж дека нема едно лето да играме. Многу лета. Како што расте градот, така и ние треба да растеме како клуб. Што се однесува до снимките што ги правевме до сега, се надеваме дека и понатака треба да правиме тоа, бидејќи идеме во силна конкуренција и треба да бидеме предосторожни од сите страни. И се надеж дека ќе ги пратиме правите позитивни и негативни карактеристики нашите противници. Вие ги снимавте второлигашите, ќе ги снимате и прволигашите, а и ги знаете, па од прилика сега веројатно можете да кажете каде е местото на Вардар на таа табела од 18 тимови. Па јас мислам дека Вардар со оваа конкуренција што ја има сега во прва лига и од квалитетот што го има во првата лига, мислам дека не би требало да дојде загрозеност во однос на испаѓање. Али се зависи од играчите, од нивната агресивност, залагање, борбеност. Нашиот терен да биде жежок терен, во прав смисол на зборот. Дали в недела ќе биде жежок Као што против бил Риека? порано во прва лига, така и надеж имаме да биде прав жежок терен за сите гостојучи екипи. Нешто и за гледачите на овие контролни средби ги има во голем број, доаѓаат по 10-12 илјади, ќе ги има и на прволигашките надпревари. Ние сме многу благодарни од нашите навијачи. Они се прави во прав смисол навијачи на Вардар. Ме би апелирал уште нешто да они бидат во прав смисол навијачи на Вардар кога нашиот тим му е тешко, тога да ни помогнат. Кога што ни помага во задниот момент, кога во задниот час со Трепча. И ние се надеваме дека нема да ги разочараме. Значи публиката треба да биде 12 играчи. Благодарам и многу успех.